слободни синдикати на Македонија. Денес нашата пресконференција ја одржуваме овде пред апелациониот суд со цел да ја известиме пошироката јавност како и на кој начин и во чија полза се решаваат судските спорови, односно работните спорови. Ќе започнам прво со тоа каква разрешница доби лично мојот случај, кога јас како претседател на синдикатот добив отказ од работното место и како и со цел да ги брана моите работнички права загарантирани со закон, поведов судска постапка пред надлежните институции. Поточно во текот на судската постапка, јас два пати на првостепениот суд добив позитивна одлука, меѓутоа на второстепениот суд предводена од судијата Санде Зиков ја преиначи во негативна одлука за мене. Но ситуацијата не е толку едноставна како што изгледа, односно судијата Санде Зиков во сите случаи кои ги води, претежно сите случаи кои ги води и кои се однесуваат на работни спорови за синдикалните лидери, добиваат негативни пресуди, а позадината позадината е сосем поинаква, односно судијата Санде Зиков носи политички одлуки. Со тоа и злоупотребува својата положба и не го почитува правото, законите и меѓународните конвенции кои ги има Република Македонија подпишано, ратификувано во собранието. Ви информираме дека за се ова ќе биде поднесена преставка до Републичкиот судски совет и ќе бараме од Републичкиот судски совет судијата Санде Зиков да биде разрешен, односно да не води веќе судски постапки во однос на работните спорови. Со овие работи ќе бидат запознаени сите меѓународни организации, сите институции во Македонија, како и председателот и премиерот на владата. Воедно го повикуваме и министерот Бојан Маричич, кој секојдневно можам да кажам дека повикува на проветрување на судството во Македонија, да се позаангажира за овој случај, односно за судијата Санде Зиков, и по поднесување на нашата преставка према Републичкиот судски совет да биде разрешен, кој што кажав претходно, од водење на спорови во однос на работните односи. Вака, добар ден и од мене. Јас сум Стојче Јовановски, председател на синдикатот на затворите во Македонија. Да се доврзам на колегата Дионисиев. Поточно ова не е единствен случај со кој судска апелација, односно судијата Санде Зиков донесува пресуда која се коси со конвенциите на Меѓународната организација на трудот и позитивното правните норми на Република Македонија. Да појаснам, во мојот случај, од страна на тогашниот директор на КПУ затвор Скопје ми беше издадена писмена наредба со која времено ме деградираше во 5 нивоа пониско да извршувам работни задачи, поточно од работа со високо стручна спрема да извршувам работни задачи со средна стручна спрема. Тоа би било исто како судијата Санде да го ставиме времено да извршува работни задачи како дактилограф и при тоа да тврдиме дека истиот е распореден со цел унапредување на работниот процес на институцијата. Од моја страна беше заведена судска постапка против оваа наредба, при што во два наврати првостепен суд, воден од веќе утврдената судска пракса, а и од меѓународното право, целосно исправно донесува одлука со која во целост го оправдува моето тужбено барање. Самоволието на споменатиот судија води до тој степен што со мериторна одлука ја приначува првостепената присуда, не водејќи сметка дека јас уживам и посебна заштита како синдикален представник. За него синдикалното здружување како и да не постои. За него синдикалните лидери се државни непријатели, а не оние кои се коректори на оваа квази општество. Единствена цел на директорот, а на овој судија, со носење на вакви противзаконски одлуки е да се спречи синдикалното здружување и да се изврши притисок и репресија врз оние кои се борат за собствените права и правата на нивните колеги. Сакаме да запознаеме јавноста, а и споменатите во овој прес, дека нема да поткликнеме притисоците и трпението на работниците е стигнато до точка на вриење. Со ваквите нивни действија само не мотивираат порешително да влеземе во борбата во остварување на нашите права. Сакаме да ги информираме споменатите, а и сите други директори и лица кои одлучуваат за човековите судбини, дека доколку не успееме да истераме правдата пред нашите институции, битката ќе ја продолжиме пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург. Срамно и поразително е во 21. век да бараме основни права кои ни се признаени уште 50-те години од минатиот век.
Имено, уште во 1948 година со Конвенцијата на Меѓународна организација на трудот се гарантирани посебните права на правна заштита на работниците, како и на синдикалните лидери. Во ЗРО убаво е прецизирано кои се придобивките на синдикалниот представник, а впрочем сум присуствувал и на предавање на споменатиот судија Санде Зиков, кој предаваше токму за заштитата на синдикалниот представник, за сега одеднаш да донесува пресуди спротивни што тој самиот го предаваше. И сето тоа ме доведува до размислување дека сите пресуди што ги донесе на штета на синдикалните представници се донесени со притисок и со цел да се задуши синдикализмот во Македонија. Ова се прелјави стајалишта на поединци судии кои го вршат овој притисок, а ние ќе бидеме приморени да ги извадиме пред Европа и пред светот и да видат што се случува со синдикатите во Македонија.